Ги охрабруваме граѓаните да го поддржат процесот на медиумска саморегулација, наспроти цензурата од различна природа. Кога самата медиумска индустрија ја презема одговорноста за почитување на етичките стандарди, се намалува веројатноста за рестриктивни мерки кон медиумите. Саморегулацијата ја помага автономијата на медиумските редакции, односно новинарите, уредниците и главните уредници. Им овозможува на медиумските организации со своји стандарди и насоки да се спротивстават на надворешните притисоци. Саморегулацијата ги чува принципите на слобода на говор и изразување. Овој модел помага за градење на доверба во медиумите, бидејќи представува заложба за етичко и професионално новинарство. Во 2023 година до Комисијата за жалби стигнаа 132 поплаки од граѓани, од институции или од невладини организации. Ги охрабруваме граѓаните и ги повикуваме, штом забележат во медиумите евентуално прекршување на кодексот на новинарите, штом забележат неточни вести, лажни вести, дезинформации, пропаганда или сензационализам, да пријават до Комисијата за жалби на СЕМ. Ги охрабруваме колегите, новинарите, уредниците, собствениците пак од друга страна, да ги поправат своите грешки доколку е утврдено дека го имаат прекршено кодексот на новинарите. А кога ќе се признае, нели, половина се простор. Дури 110 од пристигнатите жалби во 2023 година се однесуваат на онлайн медиумите. Тоа значи дека се најбројни во земјава, но и најчесто се пуштаат во неодговорно новинарство. Непостоењето законска регулација за онлайн медиумите не ја намалува нивната одговорност кон јавноста, која има законско право да биде навремено и точно информирана. Статистиката од минатата година покажува и значителен пораст на говорот на омраза во медиумите, а особено на социјалните мрежи. Коментарите со токсични пораки на Facebook, Twitter, Instagram или TikTok, поврзани со медиумските содржини, не ги ослободуваат редакциите од одговорност. Не бидете платформа за навреди, дискриминација и повици за насилство кон одредени лица, групи или заедници.